да ти ја каже вистината, било да е позитивна или негативна, што према мене ова е добра особина од неговиот карактер. Смртта на неговата сопруга Лили, Стив Плјакас многу го погоди, зашто двајцата беа како тандем. Но може би сето она што го правил за македонската кауза со целата негова душа и срце и помагал насекаде, мислам дека и Божја награда, за да после неколку години пронајде втора среќа, нов брачен другар Љубица, со која среќно живее. Се разбира, не може да ги заборави годините поминати со Лили, но затоа пак прекрасната нова сопруга и добра домајќинка Љубица знае и уме како да надохнади, за да и понатаму животот на Стив Плјакас нема празнини, туку да биде исполнет со се. Стив Плјакас желба има да ве поздрави сите вас, почитувани сонародници, со порака од Војо Стојановски и песната посветена за целиот македонски народ. Не се години што зборат, туку векови зад нас. Сите мислат дека можат да не премолчат. Ајде сите еднород, оро се македонско, дружно браќа да заиграме. Ајде сите песна се македонска, дружно браќа да запеме. Стара лујка, една мајка, сите нас не родила. Од Вардар, Пирин, дур до Солуна, не сме дрворовка земја, корен да ни искоренат. Иде време, сите просто ке ни застанат. Ајде сите едноро, оро се македонско, дружно браќа да заиграме. Ајде сите една песна, песна се македонска, дружно браќа да запеме. Стара лујка, една мајка, сите нас не родила. Од Вардар, Пирин, дур до Солуна, име е Македонија.
продолжение да ги чуеме и блиц вестите. Ова не се обични избори, тие ќе определат во каква насока ќе се движи државата, порачи од Демир Хисар, председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. 4 години не сработија ништо, истакна Мицкоски. За волја на вистината и беа одсутни 4 години, ништо не сработеа. За граѓаните, за себе направија многу. Затоа се, морам да кажам, принцови и принцези за крадење и лажење им нема равен. Мицко бил ваков, Мицко бил таков, а јас имам убаво име, Христијан ме викаат. Не знам зошто толку им пречам јас, па нити за градоначелник, нити за советник се кандидирам. Ама исплашени се. Исплашени се од поразот на 17 октомври и знаат дека новата влада која што ќе ја предводи ВМРО ДПМН ќе им суди и ќе им пресудува за сето она кое што го направија погрешно изминативе 4 години. Одговорност мора да има. Актуелниот градоначалник на Скопје и кандидат за уште еден мандат Петре Шилегов денеска изјави дека во тек се активностите за проширување на булеварот Борис Трајковски со кој Драчево добива брза врска со остатокот од градот. Независната кандидатка за градоначалник Данела Арсовска, која е поддржана од ВМРО ДПМН, денеска ја представи изборната програма за која вели произлегува од скопјани и од потребите на градот. Во нашите политики докажавме дека нам, луѓето, скопјаните ни се над политиките. За нас, независно кој од каде е, секој е важен, секој човек е важен и подобрувањето на условите за живот на скопјани се токму тоа што го правевме во изминативе 4 години. Наше е да одбереме дали сакаме ваков континуитет, дали сакаме развој на нашиот град, на сите негови подрачја или сакаме да се вратиме назад. Третата клучна област за Скопје е еколошката мобилност и креирањето на една прекрасна и модерна инфраструктура. Освен најважните булевари кои се еден од првите приоритети, можам да кажам и во самата програма, за мене од стратешко значење е Скопје да стане град на велосипедите. Предвидуваме нови велосипедски патеки за безбедно поврзување на сите делови од градот. До крајот на март следната година ќе бидат соопштени резултатите од пописот кој заврши вчера. Првиот човек на статистика оцени дека тој бил спроведен успешно и на него се попишале над 1.800.000 лица, за разлика од минатиот кога бројката беше нешто над 2 милиона. Бројот на попишани и регистрирани гласачи е речиси идентичен и отвори дилемата дали пописот ги покажува реалните бројки. Само определбата за попишување на диаспората ја прави разликата на попишаните и вкупниот број на гласачите, изјави денеска премиерот Заев. Според поранешниот директор на Заводот за статистика Дончо Герасимовски, намалениот број на населението е резултат на иселувањето и на значително намалениот наталитет во државата. Очекува дека конечната бројка од пописот ќе ја даде реалната демографска слика во земјава. Пописот беше една од темите во вечерашната самовистина. Мислам дека е прерано да се каже дека пописот е успешен, особено што се уште не е спроведена таа проверка на пописот. Знаете дека според секоја методологија, па и македонската, на 2% од попишаните се прави подоцна некаква ревизија за да се видат бројките. Изминатиот пред 20 на години, тој беше непризнат, во 11-та пропадна, еден многу поодамна исто не може да го сметаме дека е релевантен, така да со сите мани со кои што почна овој и политички и како бекграунд претходно, ние не сме имали континуитет на пописи, па овој може само малку да коригира. Овој треба да го сметаме како повторно, условно речено, прв попис кој што повторно понатаму треба да се допровери.
Крајните минути место мојот коментар на неделата ќе ги искористиме со дел од репортажата или поточно местоположбата на селото Белчишта во Дебрца, односно во Охридска околија, а ја посветувам на нашите сонародници од тоа село Богоја и Милица Настовски, како и до сите други мештани или соселани на ова за мене ценета фамилија Настовски. Моето патешествие низ Република Македонија ете ме донесе и во етнографско-историската област, разпоснана во Западна Македонија, северно од Охридската котлина и југозападниот дел на Кичевијата, поточно речено југозападно од областа Копачија, која представува јасно обликувана природна целина, околена од сите страни со високи планини, на запад со планинските горостаси Стогови Караорман, кои ја одделуваат од областите Струшка Малесија, Дринко и Деварска жупа, на исток со планините Слава и планина Илинска и Плакенска, која ја одделуваат од областа Железник, односно Демирхисар, додека пак на север е отворена кон Кичевската котлина и областа Копачка, а на југ е отворена кон Охридско-Слушката котлина, славна Дебарца. Во селото Белчишта е едно од десетината села распослано во рамничарскиот дел на Долна Дебарца, на источните падини на Слава и планина, оддалечено 37 км јужно од Кичево и 22 км северно од Охрид и Слуга. Селото Белчишта граничи со алтарите на селата Ново село, Злести, Цведоречие, Горко поле, Ботун, Издеглавје и Арбиново. Пат решив да посетам низ ова населено место, за да ги надополнам моите досегашни сознанија за културно-историските знаменитости во оваа село, за чија населба устните преданија, легендите, митовите, материјалните документи, пишаните документи датираат речиси од кога настанало човештвото, поточно речено од праисторијата, од почетокот на историјата, од античко време, старомакедонско време, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешното наше современие. Каде и да појдете во атарот